Грчкиот премиер Алексис Ципрас апелираше на единство во неговата партија Сириза, во која се продлабочуваат несогласувањата околу новиот пакет мерки за штедење, со цел земјата да добие нова помош од странските кредитори. Повикот на премиерот Ципрас дојде во моментот кога во медиумите се појавија извештај дека некои од неговите сопартици сакале да извршат упад во резервите во Грчката централна банка и да ги блокираат сметките на грчките даночни обврзници со цел враќање на драхмата како платежно средство. Пишувањата на медиумите со кои се нагласува хаосот во Сириза се однесуваат главно на поранешните министри за енергетика и за финансии Панајотис Лафазанис и Јанис Варуфакис. Објавена е снимка на која Варуфакис договарал таен план за враќање на драхмата. Опозицијата веднаш побара од премиерот Ципрас да ми објасни на пратениците дали знаел за постапките на неговиот поранешен министер за финансии. Двајцата членови на левичарската Сириза, Лафазанис и Варуфакис, во почетокот на јули беа отповикани од нивните функции. Тие, како и четвртина од 149 пратеници на оваа партија, се изјаснија против новите мерки кои беа донесени во парламентот. Но Лафазанис, која предводи така наречената лева платформа во Сириза, во понеделникот најави дека ќе продолжи да се бори против острите мерки за штедење со цел да се добие финансиската помош од странските кредитори во вредност од 84 милиарди евра. Тој ги поттикна сомневањата дека премиерот Ципрас тешко ќе се справи со неединството во неговата партија. Κάνουν μέγα λάθος αν κάποιοι πιστεύουν ότι το 62% Тие прават огромна грешка. Тие мислат дека 62% кои гласа против мерките била само популистичка неделна бура која дојде и замина, изјави Лафазанис во врска со резултатите на референдумот од 5 јули, на кој грците со големо мнозинство се изјаснија против пакетот мерки. Но Ципрас по референдумот се согласи во Брисел да ги прифати условите од кредиторите, со што ја продлабочи кризата, како и поделбите меѓу членовите во неговата партија. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι αυτό το όχι να θριαμβεύσει. Ќе продолжиме да се бориме се додека ова не стане победничко. За Грција без мерки за штедење, без стражари. Грција е демократска, напредна и конечно социјалистичка, изјави Лафазанис, кој се обрати на припадниците на левата платформа. Хаосот во Сириза дојде во момент кога Грција ги почнува преговорите со меѓународните кредитори. Грција дојде на работна пропаста за време на долготрајниот ќорсокак меѓу владата и нејзините странски доверители. Таа го пропушти плаќањето на дел од долгот спрема Меѓународниот монетарен фонд и беше принудена 3 недели да ги затвори банките. Тие беа отворени откако Европската централна банка го зголеми нивното финансирање, но банкарскиот капитал останува под контрола. Постојат страхувања и за тоа дали тешко ослабената грчка економија би можела да издржи уште еден пакет штедење по скоро 6 годишното стегање на ременот.